Вие сами знаете дека ние сме клуб кој што не сме финансиски моќен, не сме силен клуб како Шкупи, како Шкендија, како некои други клубови во Македонија. Меѓутоа, ние сите заедно што сме тука во клубот, се трудиме да направиме една атмосфера и еден резултат кој што ќе биде позитивен за Борец и за клубот, и за Велес, и за клубот Борец. Што ми е зборот во врска со тоа, ќе кажам прво дека ние имаме најмалку тим во екипата, во лигата. Ако гледате по годиште, ние сме отприлика 22 години старосна граница, средна старосна граница во тимот, каде што имаме и сами знаете, по можда 10-12 играчи по 21 години. Во секоја утакмица на нашите утакмици, значи погледнете во записникот ќе видите дека ние имаме по 6-7 играчи по 21 година, а останатите имаат по еден или два играчи по 21 години. Не сакам да кажам дека ние се правдаме за ова сега во моменталната ситуација што се наоѓа Борец, меѓутоа мора да знаеме дека кога работиме со млади играчи, кога има млади играчи во тимот, кога целиот тим е млад, мора да бидеме спремни на осцилации. Ние тргнавме добро, направивме неколку добри резултати, меѓутоа влеговме може и некоја мала криза, која што јас ја очекував дека ќе биде затоа што пак ќе повторам, кога работите со млади играчи е едно, а кога сте со искусни играчи и со искусна екипа е сасвим друга ситуација. Зашто сме со млади играчи? Затоа што нашата филозофија е да ствараме резултат да правиме и да ствараме фудбалери. Вие сами знаете дека лани имавме исто млада екипа, меѓутоа беше далеку по возрастна во прошлата полусезона и далеку по голем ростер на играчи има. Но и свесни сте и знаете сами дека од тука со тој фонд на играчи што го имавме лани, ние направивме трансфер, односно младиот Талаков, кој што е дете од Велес, нели? Но играч на Академија Пандев, направивме трансфер, он отиде за Словачка. Што ми е поентата? Поентата ми е дека во овие деца има исто млади талантирани играчи, кои што се квалитетни, кои што допрва треба да созреват и да дадат резултат. Меѓутоа, за да дојде до такво нешто, мора да имаме ние стрпление, мора да видиме да ги сачекаме нивните моменти, да знаеме дека, како што кажав и претходно, дека ќе имаат осцилации. Јас можем да кажем, например, Малиов Јанкулов, што е сега U21 репрезентација, веќе стандарден репрезентативец на Македонија U27, он ги играше сите утакмици. И знаете што значи тоа за еден млад играч кој што игра без престан. Од почетокот на сезоната до сега сите утакмици и плюс U21 репрезентација, двете утакмици против Франција и Србија. И нормално дека он ќе влезе во некоја криза. И тоа е нормално. Меѓутоа, ако сакаме ние да го развиеме него, ако сакаме да развиеме и останатите играчи кои што се тука, ние мораме да имаме трпение спрема нив, да знаеме дека ќе грешат, дека ќе има такви моменти кај што ќе се направи и лош резултат, како што можеме да го кажеме и резултатот со Скопје. Меѓутоа, пред би се насврнал предходно на предходните утакмици, каде што и јавноста е свесна, не знам и јавноста колку е свесна и колку прати, меѓутоа ние сите утакмици, да кажам, до Шкенди или до Шкупи, ги игравме на високо ниво, меѓутоа пак ја повторам, заради таа младост и неискуство што имаме во тимот, ние не добивме уште 3 до 4 бода. Каде што имавме со работнички, например, имавме ситуации кај што имавме 2-3 зицари, не дадовме голови, и Ѓоре, и Љума излегува сам еден со голман. Работнички од еден прекин и даде гол, до 85 минута немаше удар на гол, па ја изгубивме утакмицата. И утакмицата, например, тука со Брегалница, каде што имавме 4-5 зицера, стативи, пречки, не дадовме гол, Брегалница беше веќе изгубена, го примивме тој гол у 93-та минута, каде што изгубивме 2 бода. Тие 2 бода, бот од Работнички, да не го кажам,
утакмицата со Работнички, со Македонија Ѓорче Петров, каде што тука бевме драстично оштетени од судијата, каде што ни досуди два пенали, од кои што едниот беше непостоечки, каде што не досуди црвен картон, затоа што на таа утакмица го изгубивме единиот напаѓач кој што имаме класичен напаѓач, кој што го земавме како големо појачање, а го немаме до ден денес како имаме уште не целосно опоравен, каде што имаше скршеница на ебучицата и каде што по сите правила, фудбалски правила, кога има скршеница без разлика дали е намерна или ненамерна, тука се суди црвен картон се доделува. Меѓутоа такво нешто немавме. Исто сакам да кажем и други работи, дека ние немаме голема помош од никого, ни од судиите, ни од федерација, иако знаеме дека имаме човек кој што е од Велес во федерација, меѓутоа верувајте дека погледнете само статистички од прошлата полусезона и овие 7-8 кола колку се играме, против нас се досудени, па мислам 6 или 7 пенала, точно не знам сега. А за нас имаме само еден пенал. Сега кажете дали и тоа е реално. Затоа што посебно кога играш со млада екипа, каде што малце ако судијата ти направи притисок или превагне на другата екипа, веќе имаме ние голем проблем. Меѓутоа, не сега ова не го зборам за да се правдаме за резултатите. Ние имаме, кажав дека имаме филозофија која што сакаме да ја спроведеме на долги патеки, која што сакаме да створиме одборец стабилен прволигаш кој што ќе биде сега во блиско време да направиме стабилна екипа, а понатака и да бидеме конкурентни за Европа и за титула. Меѓутоа, за такво нешто исто е потребно и финансиски дел. Вие знаете дека во овој сегмент ние сме едни од послабите. У смисла, луѓето што се во управа и што го држат клубот, максимално се трудат да ги обезбедат сите услови. И до сега условите што ги обезбедиле се релативно добри и се трудат да ги обезбедат. Меѓутоа, ќе кажам само една работа. Во поблискава околина тука, земете го градот Штип или Брегалница Штип, без разлика што имаат они спонзор, без разлика што имаат јак финансиски спонзор, околу него се има уште 5-6 фирми кои што даваат и спонзорираат за градот и за Брегалница. Меѓутоа, истото се случува и во Тиквеш. Во блискава околина збориме. Меѓутоа, во Велес таквото нешто го нема. Зашто? Јас не знам. Меѓутоа, ако го сакаме клубот, ако сигурно во Велес има фирми кои што би можеле да одвојат минимални средства за да се подобриат условите за фудбалски клуб Борец. Ако сме ние наместили утакмицата, ние со Скопје, тој што ја гледаше утакмицата, ние направивме 3-4 зицера. Не дадовме голови од X причини. Меѓутоа, ако се мести утакмица, зарем ние ќе правиме 4-5 ситуации за гол. Значи тоа нема никаква допирна точка со што се збори и со реалноста, затоа што ако погледнете на нашите утакмици, ќе ви кажам статистички податоци. Со Шкупи изгубивме 3-0, така беше. Меѓутоа, отворете статистички податоци, јас имам тие програми инстант што се за анализи на светско ниво и што ги прават анализите на сите. Отворете ги таквите програми, ќе видите дека ние со Шкупи има 11 шанси направено на нашето против нас, има дадено 3 гола. Ние на Шкупи му имаме направено 10 шанси, не му дадовме гол. Значи ние на секоја утакмица, исклучувајќи ја можеби сега последна утакмица со Шкендија, кај што имавме помалце шанси, на секоја утакмица имаме минимум по 3-4 зицери кои што не ги реализираме. Дали од страна на Ѓоре, дали од страна на Љума, дали од страна на друг. Меѓутоа ние нема утакмица кај што немаме 3-4 зицера минимум. Зашто не ги реализираме, тоа е веќе друго прашање, меѓутоа работиме и на тоа. Пак ја повторам. Искуството на екипата е многу важно и е од пресудно значење во моментот и се надевам дека ако имаме подршка од сите, и се надевам дека во наредните надпревари
ќе направиме подобри резултати и дека ќе излеземе од оваа мала криза. Јас сум сигурен, не се надевам, него сум убеден во тоа. Меѓутоа, мора да имаме стрпление, мора да знаеме дека и ние сакаме да биде најдобро, и ние сакаме да победуваме. Меѓутоа, нашата цел е и да создадеме играчи, као што сега, например, Лука Трајковски веќе се издигна во еден играч кој што цела јавност го зборува македонска, како што не беше случај до претходно. Така да имаме уште неколку млади играчи кои што мора да ги издржиме и мора да ги сочекаме да се развијат.